Доктор Ахтарова, денес имате предавање на тема атопија. Зошто се одлучивте на едно вакво предавање? Од кој аспект тргнавте за да реализирате едно вакво предавање пред студничката јавност? Така, денеска 14 септември е ден на атопискиот дерматит. Не случајно некој измислил дека треба да има ден за оваа болест, затоа што таа зафаќа голем дел од нашава популација. Некаде 10 до 15% од предшколските деца го имаат тој проблем. Тоа е едно хронично заболување, генетски предиспонирано, кое што продолжува и понатаму во животот и кое што со своите проблеми не прави проблеми само на тој што го има тоа заболување, туку прави еден дискомфорт на целото семејство. Затоа би сакале денеска со ова предавање кое што е насочено кон широката популација, кон луѓето кои што го имаат овој проблем, да дадеме повеќе практични совети како секојдневно да се носат и да го решат проблемот со цел проблемот да го минимизираме и речиси да го нема. Рековте предшколската возраст, има ли можности тоа да биде препознаено од страна на родителите или пак најблиските за да може да се консултираат и предпоставам со стручни лица? Може ли тоа некако да го илустрираме, односно да го пластифицираме пред се до пошироката јавност? Како да ги препознат првите симптоми за да може да побараат лекарска помош? Да, тоа е многу едноставно. Значи, проблемите почнуваат некаде уште во вториот месец по раѓање. Тоа се деца кои што имаат сува кожа, зацрвенета, кожа која што ги чеша многу, тој проблем, односно тие знаци не можат да се промешат. Родителите сами бараат помош, затоа што доколку навремено и соодветно не се решаваат и негуваат овие проблеми, доаѓа до појава на рани по телото, несоница кај детето, значи не може да не го препознаеме проблемот. Не ни треба некоја посебна наука, затоа што тоа е видливо, кожата е единствениот орган кој што може сите да го видиме. Дали доколку се превенира навремено може да се отстрани оваа болест или како да ја именуваме од страна со консултација на стручни лица? Да. Така, значи тоа е една наследна да кажеме болест, наследна предиспозиција ние да реагираме побурно на секојдневните стимуланси што се околу нас. Наследниот фактор не можеме да го промениме. Меѓутоа, доколку имаме најнапред правилна нега, тоа е основното нешто. Таа сува кожа, осетлива кожа, доколку правилно ја негуваме секојдневно, ние проблемите ќе ги минимизираме и речиси нема да постојат. Тоа е основната работа која што треба сите да ја знаеме, доколку внимаваме на ова ќе излеземе сите среќни од овој настан. Доктор Кино, има еден проблем, социјалните мрежи си го прават своето, често пати на нив можеме да видиме разновидни креми или масти и така натаму, кои што наводно ги лекуваат ваквите, па дел од родителите постигнуваат по нив. Како да го надминеме тој проблем? Или пак нешто да се превземе, колку е веродостојно се до тоа? Така, социјалните мрежи ние не можеме да ги регулираме, тие не се достапни, родителите секојдневно тоа го прават и затоа нашата цел беше дека денеска ние малку од постручен аспект да се обратиме до јавноста, да им кажеме дека вистинските совети се добиваат во амбуланта, се добиваат кај матичен лекар, се добиваат кај дерматолог, а не се добиваат на социјалните мрежи. Доколку тоа го направиме, воопшто ќе нема проблем. Да, освен под кожата, мислам дека атопијата може да се рефлектира алергија на респираторниот тракт, кај очите, ако не се лажам. Дали за ова ќе стана збор или исклучува овде само за можните? Атопијата, рековме, е една наследна предиспозиција да реагираме побурно на секојдневните стимуланси околу нас. И во таа група на атописки болести, се атописки дерматит, се алергиски ринит, се токму конјуктивит со очите, екзема по раците, зголемена склоност кон алергија на храна и на други алергени. Значи тоа се работи кои што ние ќе ги влечеме во текот на животот, посебно луѓето кои што имаат таа предиспозиција. Во секој случај ние денеска малку повеќе ќе обратиме внимание на атопискиот дерматит, а сите останати работи пропретно ќе ги спомнеме и ќе кажеме каде и како треба да се третираат.